Почитувани сограѓани, драги прилепчани, драги жители на општина Прилеп. Во населените места во општина Прилеп, владата на ВМРО ДПМН и локалната самоуправа инвестираа десетици милиони евра за подобрување на квалитетот на живот во сите сфери. Дел од населените места за прв пат во историјата добија асфалтни патишта, се изградија нови водоводи во сите села, во дел од населените места поставивме канализација, се реновираа скоро сите училишта, во 3 населени места се отворија комплетно нови училишта, а за прв пат се отворија и детски градинки. Се изградија нови паркови, детски и спортски игралишта. Се потрудивме селата во нашата општина да станат пристојни места за живеење, а квалитетот на животот таму да не се разликува драстично од онај во урбаните средини. Со тоа темпо ќе продолжиме и во наредниот период. Ќе се изградат нови спортски објекти, игралишта, паркови, нова инфраструктура. Ќе изградиме патишта до следните населени места. Ќе се изгради пат од Волково до Манастир Прилепец, пат до Дабница, реконструкција на пат кај Селце со тротоарни површини. Оревоец ќе се поврзи со Крстец. Ќе изградиме и пат до Мару, пат Полчиште-Бешиште, а ќе го изградиме и патот кој ги поврзува Подмол и Бонче. Доколку се обезбедат средства, ќе се гради патот до манастирот Свети Илија во Дрен. Ќе бидат асфалтирани и реконструирани улици во сите населени места. Ќе се градат нови канализациони системи во Мажучиште, Селце, Беровци, Кадино село, Ново Лагово, Галичани, Тополчани, Чепигово, Аленци. Исто така, секундарна канализација ќе се направи во населените места Канатларци, Мало Коњари и Големо Коњари. Нови водоводи ќе се градат во следниве населени места во Бонче, во Чаниште, во Дујне, Лопатица, Топташ, во Манастир, Трескавец, Селце, Манастирот Свети Димитрија, Шелеверци и Чумово. Ќе бидат изградени нови акумулации во околината на градот Прилеп. Ќе се изврши чистење на Црна река во Прилепскиот регион како заштита од поплавите за населените места. Исто така ќе продолжиме со редовно чистење на каналите во сите населени места. Ќе се изврши реконструкција на река Оревоечка на потегот од браната на Вештачко езеро Прилеп до влезот на градот. Ќе се изградат и повеќе полски патчина во населените места од општина Прилеп, со што значително ќе се олесни пристапот на земјоделците до обработливите површини, а ќе се градат и поило за стока во следниве населени места. Во Чаниште ќе има поило Крушевица, Штавица, Дујне, Мало Коњари, Големо Коњари и други во договор со населението од населените места. Полски патчина ќе бидат направени на следните места: Широк пат, Бревчина, пат Задград до патот Манастирот Трескавец, Шаторов камен, за Урошица во близина на затворот и други. Ќе се обезбедат и локации за изградба на индивидуални куќи на повеќе локации во близина на Канатларци, Оревоец, Селце, Големо Коњари и на други места каде има потреба. Ќе се гради нова трафостаница и нова електрична мрежа во населените места Никодин и Лагово кај мотокрос патеката, а ќе се зголеми капацитетот на моќноста на трафостаниците за Мариово, Тополчани, Големо Коњари и Канатларци. Канатларци ќе добие нов плоштад, а паркови со детски игралишта е планирано да бидат изградени во Тополчани, Ново Лагово и во други населени места каде што има потреба. Со набавката на новите автобуси за јавниот градски превоз ќе се воведат линии за сите населени места. Ќе продолжиме со капиталните инвестиции во основните училишта во населените места. Основните училишта Круме Волнаровски во Тополчани и Старо Лагово ќе добијат систем за централно парно грејење и комплетно паркено уредување на училишните дворови. Централно грејење ќе добијат и училиштата во Мало и Големо Коњари, а исто така во објектот на основното училиште во Мало Коњари ќе се отвори и детска градинка. Училиштето целосно ќе биде препокријано со нова термофасада во населеното место Подмол. Комплетна санација на училишната зграда во Мажучиште и партено уредување на училишниот двор. Препокривање на училиштето Кирил и Методи во Канатларци, а ќе добие и ново повеќе наменско игралиште и балон сала. Ќе направиме комплетна реконструкција на санитарните јазли во основното училиште во Големо Радовил. За секој првоодделенец ќе обезбедиме бесплатен училишен ранец и ученички прибор, а ќе субвенционираме униформи бесплатен за учениците до 5-то одделение оброк на целата територија на општина Прилеп, вклучувајќи ги и населените места. Довршување на започнатите изградба на нови фудбалски игралишта со рефлектори ќе добијат следните населени места: Алинци, Канатларци, Големо Коњари,
Мажучиште, Селце и Галичани. Со гласање за број 13 гласаме за реализација на сите овие проекти. Со гласање за број 13 во недела гласаме за подеднаков и дисперзиран развој како на градот, така и на населените места на целата територија на општина Прилеп.